Сакам да зборувам на еден текст кој што ми е долго време на срце, а во исто време и заедно на некој начин го спремаме со пасторот, заедно дискутираме за текстот, заедно одбраме неколку точки, некои работи, и тоа сакаме денеска јас да го споделам пред вас, да не мислите дека е само на мене, туку да кажам дека тоа некоја заедничка мисла. Затоа сега не сакам јас да читам, сакам да замолам некој од вас да прочита од Лука 9 глава од 57 до 62 стих. Амин. Мислам дека не е јасно дека тука се зборува за следењето на Исус, дека за тоа кој луѓето го следат Исус. Исто така подоцна и пред таа глава Исус со текот на времето собирал ученици. Подоцна на последната глава приметуваме дека собрал многу ученици, така да како и секој пат ве потикнувам да ги прочитате и главата пред тоа и главата после тоа и цела оваа глава. И ние сите како христијани знаеме дека следењето е една огромна привилегија. Значи, ние да се запознаеме со Господ, ние да бидеме заедно со Господ, во нашиот живот е една огромна привилегија. Тоа да имаме вечен живот, да сме го добиле вечниот живот, да добиеме најголемата награда што може човек да добие, е огромна привилегија. Ама знаете ли како викат? Со огромната привилегија идат и големи одговорности. Сега, како што правиме и со пасторот, сакаме да ги разделиме овие три луѓе и да ги разгледаме посебно. Кој што кажал, што Исус му кажал него, и да видиме што поточно сака да ни каже текстот у оваа ситуација. За првиот човек се пише уште на почетокот и вика, овој човек, значи, вика, ќе те следам каде и да појдеш. И тоа ти звучи као, Господе, јас сум тука, јас ќе следам каде да одиш. Нели, значи, ентузијазам, едно горење за Господ. Нешто што ние христијаните многу сакаме да го имаме. И тоа е супер. И многу е добро кога еден христијанин сака да го следа Господ. И кога ќе каже, Господе, ќе те следам каде и да одиш, што и да правиш, ќе те следам. Ама за нас, ако изгледа како ентузијазам и како огромна победа, нели, еден христијанин сака да го следа Господ, една работа мора да запазиме тука, дека Исус не гледаш само површно на неговите зборови, туку тој погледна и у неговото срце. И му даде еден одговор што е малце чуден. И вика вака: лисиците имаат своји легла и птиците небески своји гнезда, а синот човечки нема главата каде да ја наслони. Синот човечки се зборува за Исус. И тука, наместо тој да го потикне, ајде со мене, нели, следиме едно друго, тој му каже една изјава, кој што верувам дека у тој момент не е запишано, а у тој момент мислам дека човекот размислил малку. Вика, и птиците небески имаат своји гнезда и лисиците имаат легла, значи имаат свој дом. Само синот човечки нема каде глава на наслони. И целата Библија, посебно Новиот Завет, нели, после Исус, има таква една, како да кажам, тематика, секојаш да се зборува дека тие што се апостоли, тие што го следеа Исус, секојаш беа прогонувани, секојаш беа тепани, секојаш се зборуваше дека нема да ти биде добро. Исус зборуваше на неколку пати дека на христијанот никош нема да му биде добро. На тие што го следат Исус дека ќе бидат прогонувани, нема да биде лесен животот за нив. И тоа често се повторува во Библијата. И токму овој човек тука, исто како и сите нас денеска, дојдеме тука да го следи Исус. И Господ му одговара, вика дека синот човечки нема главата каде да наслони.
И видите сега, како христијани ние треба многу добро да размислиме за тоа, ајде да кажам условно, каде се впуштаме. Што представува христијанскиот живот? Кои се тие работи кои што се предизвик за нас? Не е лесно да се следе Христос. Значи, може да кажеме дека се е убаво, дека имаме привилегии, дека нели, Царството небесно е кај нас, Царството небесно е на дофат, ама нели, сите тие привилегии идат со одговорност и со тешкотии. И многу е лесно да се следи Исус кога е неудобно во животот и кога на некој начин добиваме нешто. Ние, како христијани, вклучувајќи ме и мене, тргнуваме со тоа дека ние од црквата треба да добиеме нешто. Искрено, не е тоа точно. Ние треба да даеме нешто. Тоа што Господ го дава во нашиот живот, ние треба да го даеме у црквата. А многу често обратното се случува. Очекуваме да биеме дел од заедница, очекуваме да заедницата нас да ни помогне, и тоа треба заедницата да го прави, тоа треба луѓето да го прават, треба да се помагат едни со други, заради тоа што сме браќа и сестри, нели? Ама нашата главна цел за идењето во заедница не е за да добиеме нешто. Единственото нешто што може да го добиеме е духовниот растеж. Духовното заедништво со браќите и сестрите. Ако очекуваме да добиеме материјална работа или да очекуваме да добиеме нешто што е да кажам у наша полза, тогаш е малце по-тешко. Заради тоа што пак ќе повторам, Исус Христос каже тука дека Синот човечки нема глава, така и да насолна. И следбениците знаеме дека треба исто така да го следат Исус. Кај што оде Исус, таму треба да одат и они. И денес Исус не е, да кажеме, тука на земјата. Тој е жив на небото, не е тука на земјата. Ама ние треба да го следиме Него. Тоа што Исус Христос го кажува, ние треба да го следиме и да го правиме како што Тој го кажува. Работите што Исус Христос нас не ја кажува, да ја кажеме, не се секогаш удобни, а можеби ако не се лажеме, поголем дел од времето не се толку удобни. Не се толку добри за нас, не стават у незгодни ситуации можеби, ама Исус Христос не повикува тоа да го правиме. И пред да се впуштаме у било каква работа, да се впуштаме у следењето, Исус Христос тука го предупредува овој човек, а денеска не предупредува и сите наши. Не предупредува дали знаеме кај сме и дали знаеме што значи да го следиш Исус Христос. Не е лесно. Значи, многу тешка мисија, ама на крајот се исплата. Тоа ти е исто како еден човек, например, што тренира фудбал. Он уште од мал гледа на телевизорот, уште од најрана возраст и вика, јас сакам да станам фудбалер. И тргнува. Вежба цело време, станува рано у 5:30, трче, нели, вежба константно, се регнува рано и после со текот на животот треба да дојде времето кога треба да испаѓа навечер, да се дружи со другите, нели, да има некоја, да влезе во некоја заедница, и сите други се, нели, не се посветени на спортот, може би имат некоја друга занимација. И сега проблемот е што овоа дете или овој човек треба да биде ставен на тест. Дали сакам да продолжам, да одам кон мојата цел, да станувам 5:30 секоја саба без прекин да вежбам, да тренирам фудбал, или може некој од тие работи да ги испоштам. И многу често тука се откажуват големите таленти во фудбалот, а тие што остануват се денеска или многу добри, или се светски звезди. Така е примерот и со Роналдо, технички оваков живот он живеел не само што се трудел за това, туку дополнително бил и многу сиромашен и сепак одбрал да го следе Бог. У Лука 14 глава 28 стих малку понатаму вика, кој сака да изгради кула или куќа,
не ли седнува најнапред да пресмета која е цената? Така беше и насловот на проповедта, вика цената на следењето. Значи, кога треба да градиме куќа, прво седнуваме да пресметаме цената. Така и ние денеска Господ Исус не предизвикува да пресметаме цената на следењето. Што значи да следиме? И дали сум јас доволно спремен у моментот да следам? Да преминеме на вториот човек. Вториот човек има обратна ситуација, наместо тој да му вика на Исус, Исус го повикува. Запамтите, Исус знае точно што се случува во неговиот ум, во неговото срце. И Исус гледа. И во овој момент Исус го повикува и му вика следиме. И он вика, Господи, ќе те следам, а дозволиме најнапред да одам да го погребам татко. Тоа е нешто што е многу добро, нешто што секој човек треба да го размислува, нели? Тоа му е татко. И посебно еврејската традиција, машкото дете или машките деца не смеат да испаднат од куќите на таткото, се додека не го погреба татко му. Значи, тие мора да живеат заедно со нивниот татко, се додека макар едно дете да остане во куќата, значи тоа мора да биде така, и да може да го погреба татко му. Ама, тука не се зборува за некој татко што е веќе умрет, па да се погребува. Тука у научниците, да кажам, или теолозите сметат дека технички таткото не е уште умрет и овој човек уште го чека, нели, за да го погреба. И тоа не е проблем, нели, што човек кажал не е, туку проблем што кажал подоцна. Видите, пред тоа зборуваме за човек кој што имаше опција да одбере да или не. И тоа денес го имаме и ние. Да одбереме да или не. Уште поголем проблем, и што го имаше овој човек, е тоа што го кажал подоцна. У нашиот живот, ние може да кажеме, ќе служим на Господа, ама прво да завршим школа. Служим на Господа, ама прво да се вработам. Служим на Господ, ама прво да се оженам, да се омажам. Служим на Господ, ама сега веќе немам толку многу време, кога ќе се ослободам, ќе му служам на Господ. И имате безброј многу ситуации кај што можеме ние сите да се најдеме, кај што може да кажеме не е сега време подоцна, заради тоа што се наоѓаме некаков проблем, има проблем, мора да се отстранам од Господ, заради тоа што и не можам денеска точно направам подоцна. Има пример за еден татко и син. Таткото живеел на далечно место. Синот се преселил од поголем град и синот му се јавувал доста често на таткото. И таткото секојаш му викал: "Сина, кога ќе дојдеш да ме видиш?" И тато, сега имам работа, па после друг пат нешто друго да испаѓа, па треба ова да го правам, треба нова да го правам. И едно утро исто така се јавува и татко му вика: "Добро бе, сина, немаш да дојде на не знам колку време." И синот вика: "Добро бе, тато, ќе дојдам." И тажното оваа приказна е заради тоа што 3 сата после тоа му се јавуваат и му кажуваат дека таткото починал. Овој човек се јадал цел живот заради тоа што не успеал ни еднаш да отиде кај татко му, а верувајте дека имал можности. Денеска ние сме сите повикани да одиме кај таткото, да го следиме. И тоа е наша одлука. Не може да кажеме подоцна, може да кажеме не. Но сите сме повикани кај таткото. Ама наше е да пресудиме. Дали сакаме да биеме со таткото? И знаеме кој е он. Ние сите добро, барем ние сме тука, ние сите многу добро знаеме кој е Исус Христос, кој е нашиот татко. И денеска сите нас не повикува. И наше е да одбереме дали ќе му одиме на посета. Дали ќе биеме заедно со него. У
Матеј 6 глава 33 стих, еден по-омилените, вика: најнапред барете го Царството небесно и се друго ќе ви се придодаде. Видите, не вика барете го Царството небесно, туку вика најнапред барете го Царството небесно. Причината зашто ние го одложуваме Бог и зашто ги одложуваме сите тие работи, зашто си викаме некогаш нема потреба да одиме на молитва, нели, денеска, сега им работа, сега молитвата не е задолжителна, нели? Баш заради тоа што нашите приоритети не се средени. Ние треба како христијани да ги знаеме нашите приоритети. Кој е нашиот приоритет? На уста и мене лично, моје лично сведоштво, на уста и мене Господ не е приоритет. Ама у реалноста не е така. Не е секојаш така. И тешко е да се следе Бог. Ама стихот не потекнува: најнапред барете го Царството небесно. И Исус Христос исто така на овој човек му одговара, слично на овој стих. Вика: остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци, а ти оди и проповедај за Божјото царство. Сите други работи кои ќе треба да бидат после приоритетот Исус, по правило се мртви. Ако не се во моментот мртви, ќе бидат мртви на крајот на светот, кога Исус ќе дојде пак. И сите оние работи по кои ќе моментално трчиме, парите, кариерата, нашиот стандард на живот и било што, тие се работи кои што еден ден ќе умрат заедно со доаѓањето на Исус Христос. Оноа што останува е небесното царство, кое што ние сите се стремиме. Значи, ние сите сакаме да бидеме таму. Ние сите сакаме да бидеме заедно со Бог. Ние сакаме уште денеска да уживаме заедно со Бог. Ама ние треба да ги средиме приоритетите. Кој е нашиот приоритет? Дали се нашиот приоритет парите? Дали се нашиот приоритет кариерата? И семејството може некој да се стави пред Бог, што макар на прв поглед не изгледа толку лошо, ама секогаш Бог треба да биде нашиот приоритет. Бог е оној кој што ние треба да се завртиме кон него. И кога ние ги средуваме нашите приоритети, тогаш подоцна не е одговор. И сега сакам сите да се запрашаме. Кои се тие работи у нашиот живот што константно не терат, да кажем, подоцна на Бог? Кои се тие работи што го стават Бог у втор план? Ние сите многу добро ги знаеме тие работи. И секој се одговара за себе и треба да одлучиме дали Бог може да стане наш приоритет, дали треба да стане наш приоритет. Одиме на третиот човек, за крај. Од 61 стих почнува, вика: ќе те следам, Господе, но прво дозволи ми да се простам со домашните. И он сака да го следа, нели? Овој пат Исус не му вика, туку пак човекот му вика на Исус. Вика: Боже, ќе те следам. Ама или но, прво дозволи ми да се простам со домашните. Клучниот збор у реченицата е но. Знаете, многу реченици со но се малку позафркнати, вие добро ги знаете. Не беше проблем што човекот сака да го следи Исус. Тук беше проблем што имаше едно но. Вика: прво да се простам со домашните. И Исус одговара тука. Едно од најјаките изјави што ден денеска користам у многу моменти. Вика: никој што е ставил раката на ралото или плугот на нашки и гледа наназад, не е достоен за Царството небесно. Ако тие што сте одели на лозија, знаете, или мислам, сега е малку помодернизирано, нели, со трактор се влече, ама знаете добро дека ако си на плугот и посебно некојаш користели и бикови напред, ако тргнеш напред и ако се завртиш назад, толку ти треба за редо да избега. И после наново.
Знаете колко е мачно да тръгнеш да правиш нещо, да тръгнеш да го копаш лозето и цак, отиди. Трябва да почнеш наново. И тук Исус вика, никой ще става раката на плугът и гледа назад, не е достоен за Царство небесно. Това ти е исто како да возиш кола, но константно на ретровизор. Значи возиш право, гледаш ретровизор, защото да бидеш. И има много примери в Библията и истина во. Еден, че извојан, тоа е жената на Лот. Жената на Лот и беше дадено едно решение. Едно од интересните примери в Библията и беше дадено решение заедно с Лот да изпаднат от градот, ама беше еден услов даден. Како Господ да знаеше дека ќе направат беди. Вика, значи, испаднете од градот, ама не се вртете наназад, абе заимат. Абе верувайте, денеска и ние сме така. Овој човек кажал да се прости на семејство, углавно не е некоја посебна лоша работа, ама да се прости на семејството може да значи много работи. Ден денеска и ние имаме работи од светот кои што не може да се откажеме. Јас имам работи од светот кои што не можем уште да се откажем. Ние сите имаме некои си навики кои што светот ги носиш, кои што не може да се откажеме. Некои си, да кажем, условно потреби на телото, кои што константно не гонат нас. У Филипјаните 3 глава 13 и 14 стих вика вака: заборавајќи го она што е зад нас, мене и стремејќи се кон она што е пред мене, трчам кон целата. Тоа го кажува апостол Павле, нема кој друг да го каже. Да го кажеш во нешто е многу тешко, ама искрено да го кажеш. Може да го кажеш така. Ја верувам дека апостол Павле во нешто искрено го кажувал, заради тоа што неговиот цел живот се заснова на таа една борба и стремеш кон тоа евангелието да биде проповедано на секаде. И тој одеше на безброј мисии, беше измачуван на безброј начини, и психички и телесно беше измачуван. И кога ќе каже апостол Павле оваа изјава, знаеме дека таа е реална. За секој христијанин оваа изјава, да заборавајќи на она што е зад мене и стремејќи се напред, ајде да заборави тоа што било зад тебе целосно. Малку е тешко. И овој човек, верувам дека чим Лука ги запишал сите вие 3 случаеви, верувам дека вие 3 случаеви се неуспешни, макар што не ни пишува точно дали овие луѓе го следат, дали почнали да го следат, може се откажале од тоа, нели, што кажувале подоцна. Може би не, јас верувам дека не заради тоа што само тие 3 случаеви се запишани, од тие сите други ученици, не знам колку беа точно на број после, што почнаа да го следат Исус. Имаше една бројка запишано, 70, така? 70. Од тие сите 70, после пише натаму, за нив не пишува, нели, по-конкретно како почнаа да го следат, ама за овие 3 случаеви знаеме дека се неуспешни. И така и ние многу пати се навраќаме назад и го гледаме минатото, ги гледаме нашите работи, нашите околности, тоа што го имаме и едноставно одбираме да не бидеме заедно со Господ. Може понекогаш и подсвесно, иако знаеме што носи тоа со Бог, одбираме да не бидеме заедно со Него, заради тие работи што се уште од светот. И прашањето денеска и од овој човек е: што е тоа што постојано не влече назад? Значи, кои се тие работи што нас постојано не влече назад? Значи, треба да се поставиме секој тоа за нас прашање. Кое е тоа нешто што константно не влече назад? И на крајот, сакам да кажам 2 работи, што Горан би ги кажал или пред тоа ги кажал во проповед, заради тоа што се вистински и треба вистински да размислиме. Ова е што Горан не го цитирам. Замисли да си ти еден од 3 луѓе. Си бил пред Исус и си го одбил. И после имаш дете, и после многу години дете те прашува: а ти се сретна ли со Исус во твоето време?
и ти му викаш, се сретнав, ама го одбив. Дали ние би сакале да биеме тие луѓе што викаме не на Господ, што викаме подоцна? Дали сакаме да биеме тие личности? Или дали сакаме да биеме личности што гледат уминат, што гледат на тие работи што биле пред тоа, може би и лоши и добри работи што се случувале уминатото, дали сакаме да биеме тие луѓе? Тоа е прашањето што денеска ние треба да си го поставиме. Тешко е да го следиш Бог. И гледаме по сите овие три примери, они имале навидум реални причини за тоа да кажат, Господе, не можам во моментот да те следам. Ама ние треба да се запрашаме дали Исус Христос е највредното нешто во нашиот живот. Дали е он нашиот приоритет и дали ние треба да го одбереме него пред сите други. Јас сите вас ве повикувам денеска со овие неколку прашања, мислам дека 4 беа, ако сте ги запишале, ако не сте ги запишале, може да ме најдете после. И да оваа недела, заради тоа што јас од кога спремам оваа проповед, се преиспитувам на овие прашања, заради тоа што се сериозни и се уште за мене е период на преиспитување. А верувам дека и за вас може да биде. Да бидеме утивко време со Бог, како што го правиме секој ден, да седнеме и да си ги поставуваме овие прашања и да го прашуваме Бог, Господе, до кај сум јас? Да видиме до кај сме ние заедно со Господ. У Марко 8 глава, 35 стих вака вика: кој сака да го спаси својот живот, ќе го изгуби. А кој го изгуби својот живот заради мене и во Евангелието, тој ќе се спаси. И овој стих нека ни, значи Марко 8 глава 35 стих, нека ни врати. Уште еднаш. Кој сака да го спаси својот живот, ќе го изгуби. А кој ќе го изгуби животот заради мене и Евангелието, тој ќе се спаси. Амен, толку имам да кажам.